Искрено многу бев изненадана кога ми соопштивте и можам да кажам дека ова е еден голем успех за мене и потик да работам повеќе како што работев изминативе 5 години и еден голем апрув за целата моја работа. Искрено, чест ми е и многу сум среќен и изненаден од оваа награда и многу исто така многу инспиративно и да продолжам понатака со стил и со дизајн и со работа. Мислам дека оваа година Animal Printот го обележа како стилско парче што лично јас во мојот стил не можев никако да го вметнам затоа што имам специфична градба и тоа сите би сакала да ги советам секогаш да се облекуваат според нивната градба, не да ги форсираат трендовите што се наметнати. А за мене би кажала како личен печат дека многу сакам црни кожни панталони. За мене лично исто така црна боја ми е предизвик, али комбинациите по боите тоа, значи винтидж облека и кошули, особено јелек, дефинитивно. Повише да се секират да пазат на комбинации и за каде тоа облека да се носи. Се надевам дека затоа што се боревме изминативе 5 години, што не можам да издвоам 2-3 блогерки што стварно се боревме за блогерската сцена да биде таква како што е денеска. И многу ми е мило што последна година гледам се повеќе девојки што сакаат да се занимаваат со тоа и стварно на некој начин сум горда на себе си за истрајноста и за борбата да им покажеме на сите што е тоа блогер. Кариерата нормално да останам дизајнер, али уште тоа треба да се надоградам и да работам за тоа. Мислам пракса и повише креации, тоа. Да, и повише вложен труд на цела работа. Искрено, освојуваме нови 2 платформи заедно со мојот тим, што наскоро ќе да знаете. Имаме неколку евенти што ги спремаме, што ќе бидат од многу добар карактер и мислам дека веќе убавината е пролазна, треба да се бориме за нешто што ни доаѓа тука од душата. И мислам дека оваа 2019 година баш ќе обележи тоа mental health, да кажам. Јас нови реви
мислам, изложби, али со тек на време се ќе биде покажано. Нормално уште е рано за да се збори за нешто такво, али со тек на време се ќе биде кажано и мислам со нови сили, со нова енергија.